Така, минути предвидени за првиот разговор во студиото. Но на самиот почеток би кажала големиот Толстој има една голема мисла. За да ја оцените една држава, вели, погледнете ја полицијата, војската и затворите. За условите во кои што работат македонските полицајци, барањата на независниот синдикат на полицијата, кој што ги испорачаа на неодамнешниот протест, во студиото разговараме со мојот гостин Мартин Ефремов, председател на независниот синдикат на полицијата. Добар ден и добре дојдовте. Добро ме најдов, особена чест и задоволство ми е да гостувам во вашата телевизија, на која што, како што гледаме, оддавате малку повеќе време и за некои други ликови, за разлика од сите останати национални телевизии во кои што сме навикнати да ги гледаме едни исти експерти за се, за политика и за геополитика, а мислам дека треба да се остави повеќе простор и за синдикалните теми. Така, синдикалните теми, особено во вашиот ресор, имаат големо значење, имајќи во предвид дека се работи за една професија која што бара посебен повик, посебна доверба и посебна комуникација помеѓу полицискиот службеник и граѓаните. Предвадена имавте протест на кој што испорачавте неколку барања, конкретно се однесуваше на почитување на законот за минимална плата, еднаквата судска пракса и судските постапки во законски предвидени рокови. Таксативно едно по едно. Може би било најинтересно да почнеме со почитувањето на законот за минимална плата, она што го мачи секој граѓанин, вклучително и полициските службеници. Апсолутно дека е така, меѓутоа за да дојдеме до законот за минимална плата мораме да напоменеме дека она што го гледаме денеска во полицијата е резултат на децениска веќе негрижа околу безбедноста од страна на државата, она што требаше да биде гордост, чест и достоинство да се работи кога што јас се запослував и кога генерациите пред мене се запослуваа, како што кажавте, беше повик, беше чест. Платата беше сосема пристојна, за тоа што во 2013 кога јас избрав да станам полициски службеник, тоа време со завршено високо образование и положен правосуден испит, решив да бидам полицаец со средно образование, затоа што тогаш полициски службеник со средно образование заработуваше можеби 50% повеќе од стручен соработник кај адвокат, што сега не само што не е тоа случај, него години наназад полициската плата тапкаше во место, се додека друго останато растеше. Оние 30% изголемување што треба да ги имаме врз основа на нашите овластувања предвидени во законот и во колективниот договор едноставно ги снема. Иако сега во моментов, еве јас со признато високо образование се споредам со мојата сопруга што работи во Министерство за правда, таа зима повеќе од мене плата финансиски средства на месечно ниво, иако јас би требало да имам 30% повеќе од останатите државни службеници што реално ги нема. Она што во моментот се случува во полицијата и не само во моментот, него во континуитет наназад е непочитување на законот за минимална плата, како и останати закони што претходно ги добивавме врз основа на судските постапки, конкретно за минималната плата, пошто ме прашавте, платата на полициските службеници, како што веќе напомнав, е составена од основна плата и зголемување од 20% за овластени службени лица и 30% за униформирани полициски службеници. Ова е тоа, извинете, систем на поени, нели? Пресметката на плата за... Систем на бодови. Во Министерството за внатрешни работи во моментов и години наназад постои систем на бодови. Полициски службеник започнува со 550 бодови, па потоа нагоре, нели, како што напредувате во кариерата, 560, 580, 600 и така натаму. Високото образование започнува од 640 и има вредност на бод што во Министерството на внатрешни работи, нели, се утврдува, со тоа што се множат тие две и добиваме основната плата на полициските службеници. Сега, работата е што кога ќе помножите вредноста на бодот со бројот на бодовите, некои 80% од вработените во полицијата се испод минималната плата, затоа што платата не можеме да ја гледаме во целост, основната плюс големувањето, па дојдовме над минимална плата или јадарка или две, туку мораме да ги одвоиме тие две работи и тоа веќе го докажуваме години наназад. Веќе го имаме потврдено од апелациониот суд во Гостивар и апелациониот суд во Битола дека ова што го зборуваме е така и дека основната плата согласно законот за минимална плата не може да биде испод минималната плата, па потоа нели на неа да се додаде зголемувањето, а надвор од тоа што полициските службеници не само што заслужуваат минимална плата, туку многу повеќе. Меѓутоа ние дојдовме за жал денес да се бориме првин да ја достигнеме она минимална плата. Главно протестот беше базиран поради тоа што Скопскиот граѓански суд и апелационен суд еден период
наназад неколку месеци донесе неколку решенија со кои што се укинуваат првостепените пресуди кои што го потврдуваа ова што јас го зборувам, со насоки да во пресметката влезат и тие зголемувања и минатиот труд, што нема апсолутно никаква логика, затоа што на нешто да зголемите и да додадете морате да имате некоја основа. Имавме еден успешен протест на 12 мај, го ценам како успешен затоа што беше покриен од сите национални телевизии, пораката беше апсолутно испратена дека сме максимално сериозни во нашите барања и нема да отстапиме, и тоа што ми се допадна од сето тоа што имаше брз одговор од апелациониот суд во Скопје, кој што некако ретерираше со ставовите, па кажа дека они не го спорат основот, дека основот е тој што ист како што го имаат досудена апелација и Гостивар, дека само недоразбирањето е околу економските вештачења и околу висината со цел точно утврдување на фактичката состојба. Од ресорното министерство, ајде одма, бидејќи рековте имало брз одговор од апелациониот суд, од ресорното министерство рекоа дека идеите и предлозите веќе се имплементирани во колективниот договор. Кога зборуваме за колективен договор, дали и каков колективен договор има и треба да има полицијата? Во Министерството за внатрешни работи ние водиме битка од 2016 година, кога почнавме да го формираме независниот синдикат на полицијата, и тоа што се случуваше во 2016 година од страна на тогашната министерка Гордана Јанкуловска беше целосно негирање и недозволување да се формира еден таков независен синдикат, и во тој момент во Министерството за внатрешни работи беше единствено македонскиот полициски синдикат. Потоа со доаѓањето на Оливер Спасовски на чело на Министерството за внатрешни работи, ние успеавме некако да го формираме низ сите тие правни моменти со тужби и со сето тоа останато, да го формираме независниот синдикат на полицијата и брзо да станеме и репрезентативен. Меѓутоа, од страна на тогашниот министер Оливер Спасовски, од 2018 кога станавме репрезентативен синдикат, па се до крајот на неговата кариера во Министерството за внатрешни работи, бевме целосно негирани како синдикат и бевме признати како официјално формиран, меѓутоа одбиваше буквално во целост да соработува со нас и да преговара, и бевме целосно исклучени од институцијата. Нели, можевме да пишеме некои известување, ќе добиевме можеби некаков си одговор на тоа известување, меѓутоа бевме во целост надвор од институцијата. Со доаѓањето на овој министер актуелен Панче Тошковски, ние ја добивме таа репрезентативност и моментално сме вклучени во работните групи за сите подзаконски акти врз основа на Законот за внатрешни работи. Колективниот договор се уште не е отворен, сега малку пошироко го одговорив прашањето, затоа што за да зборуваме за колективниот договор треба прво да влеземе и да преговараме. До сега колективните договори не само во Министерството за внатрешни работи, туку во целата држава генерално пракса беше да ги прават оние стари државни синдикати во кои што на сомнителен начин се избираат претседателите, па едноставно потпишуваат веќе готови колективни договори, а сега веќе ние тоа не го дозволуваме со години, веројатно и затоа не бевме вклучени во преговорите. Ме радува што сега имаме значаен исчекор напред, меѓутоа мислам дека во полицијата треба многу да се работи и ништо нема да реши можеби само колективниот договор или само едно зголемување на плати, затоа што навистина тоа што беше децениска негрижа треба да се обрне еднозначително внимание доколку сакаме да ја подобриме состојбата во полицијата, а со тоа и безбедноста на државата. Така. Второто барање беше еднаква судска пракса, директно поврзано на она што претходно го говоревте, при одлучување во предмети против МВР, кои се однесуваат на разлики до минималната плата, она што го кажавте, нели, во Гостивар и во Битола, полициски службеници кои што ги добиле случаите, во Скопје не, и имено и реакцијата, нели, на апелациониот суд. Меѓутоа, генерално додека сме ке платите, ајде можеби попластични да бидеме, и покрај основицата, бидејќи како крупна слика се гледаат можеби оние додатоци што ги споменавте, 30% и така натаму, па викенди, ноќен труд и ред други работи, меѓутоа генерално на кое ниво е платата на еден полициски службеник во Македонија? Платата на полициските службеници во моментов не би било благодарно да ја споредувам со било која друга професија, меѓутоа е тука некаде околу минималната. Сега со ова зголемување што го имавме од 10% во месец март пред 2 месеци, мислам дека некаде полициски службеник, помлад полицаец би почнувал со некои 27.000, можеби 28.000 денари почетна плата, и таа е платата на полицискиот службеник. Сето дополнително што народот го гледа, граѓаните го гледаат, Министерството за финансии го гледа кога го зборуваме тој просек, е сите тие додатоци што ние ги имаме. Ние се соочуваме со недостиг на кадар оперативен, тој што работи, нели, по канцелариите, можеби да има и некаде во некои делови превработеност како и во сите други министерства,
Меѓутоа тие ефикасни и ефективни вработени што треба да извршуваат работни задачи на терен се во недостиг, во континуитет, не знам веќе колку години наназад. Интересот се повеќе паѓа и тоа предизвикува да мораат полициските службеници да бидат прекувремено ангажирани. Кога зборувам прекувремено ангажирани, некои од полициските службеници се и дупло повеќе од полниот фонд на часови ангажирани, што значи дека ако во текот на месецот има да речеме 160 работни часови, на некои полициски службеници им се случува да направат и 170 и 180 и 200 прекувремени часови во текот на месецот и сега замислете го вие цел тој ангажман во текот на месецот, тука веќе се губи целиот концепт на тие 3 осмици, 8 сати работиш, 8 часа одмараш, 8 часа нели за фамилија, така што тие луѓе не се буквално дома прибрани и на крајот на денот кога ќе ги земеме нели сите тие плати и дека тие земале можеби и 45 и 50 илјади и не е така малку, тоа не е апсолутно точно затоа што тие пари се крваво исплатени и изгора на тоа не се добијани бонус плати баш на тие полициски службеници што највише изработуваат, затоа што Министерството за внатрешни работи прекувремената работа согласно моменталниот важечки колективен договор ја плаќа единствено до 32 часа. Значи ако вие изработите 150 прекувремени часови во текот на месецот, ќе ви бидат платени само 32 часа во финансиски гледан аспект, а за другите ќе ви бидат дадени во слободни денови, а во смисла на законот и колективниот договор, тие слободни денови утре ќе ви бидат сметани за отсуство од работа, што нема никаква логика затоа што вие веќе сте ги изработиле тие и на крајот на годината нема да добиете бонус плата онаа што следува за сите вработени согласно законот за работни односи доколку изработите 150 работни часови на годишно ниво и не сте отсуствувале од работа повеќе од 21 ден, ви следува бонус плата. Меѓутоа како што ви кажав, некои колеги ги изработуваат годишната норма за само еден месец и на крајот на годината не им се исплаќа, баш поради тоа што вака поставениот колективен договор моментално, веројатно некој го постави така затоа што така му одговараше, за да не исплаќа тоа што треба да го исплати на вработените, на крајот на денот не ги добиваат парите што крваво ги заработиле. Судски постапки во законски предвидени рокови. На протестот рековте дека има илјадници тужби поднесени од полицајци против Министерството за внатрешни работи, со години собираат прав во фиоките. За какви случаи се работи и колку ова еве дополнително го оптоварува државниот апарат наместо да се зборува нели за прогрес, за некои поквалитетни проекти кои што ќе го унапредат, кои што ќе унапредат целата дејност? Ние како синдикат одсекогаш сме се базирале на радикални барања. Тоа значи дека ние може да преговараме и бараме нешто што не е предвидено во законот и во колективниот договор со цел да ги унапредиме состојбите, не само во полицијата, него и на сите полиња каде што ние делуваме. Ние ниту сакаме, ниту утре ќе преговараме или ќе бараме за тоа што веќе е договорено, за тоа што нема смисла тоа што е договорено да повторно го договараме, па утре повторно да го кажуваме за пофалба дека некој исплатил бонус плата, а морал да исплати, дека некој потпишал договор за вработување или дал решение, а бил обврзан тоа согласно закон. И затоа од секој пат сме ги мотивирале вработените и сме ги охрабрувале, како што еве и сега ќе ги охрабрам не само вработените во МВР, туку вработените во буквално државниот и приватниот сектор, да своите права што им се предвидени согласно законите и колективните договори не се плашат да ги остварат на судски пат. Таквото долгогодишно охрабрување од наша страна да вработените нели го побараат тоа што е веќе договорено и што е законски предвидено, доведе до илјадници судски предмети што ги имаше и во Министерството за внатрешни работи, и во Министерството за земјоделие, и во затворите каде што ние работиме во делот на секторите, и во здравството и така натаму. Ако се задржам на делот конкретно на Министерството за внатрешни работи, ние споревме многу основи. Прво беше неисплатата на бонус плата, затоа што Министерството за внатрешни работи бонус платата што ја зборувавме сега до пред неколку години воопшто не ја исплаќаше на вработените, на тие што ги исполнуваа условите. Храна за работа ноќе што следува согласно законот за работни односи како додаток во финансиски гледан аспект исто така не го исплаќаше. Вработените приправничкиот стаж согласно законот е предвиден на 6 месеци, не даваа решение и не ги распоредуваа некои колеги и по 13 и по 14 и по 17 месеци и така натаму сега да не ги бројам. Една од нив е и разликата од плата, значи тоа се многу основи што ние колективно сме ги поднеле како тужби, сите тие претходно што сме ги поднеле сме ги добиле и имале ефект затоа што бонус платата
калкулираа од тоа колку вработени ќе тужат на почетокот и така натаму, правеа математика колку пари ќе останат во Министерството за внатрешни работи, па повторно не ги исплаќаа и тоа доведе да на судски пат потоа се направат многу големи трошоци за сите тие судски постапки. Истото беше и со неисплатата на храна. Едно време проба тогашниот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски да го изигра законот и правото со тоа што наместо да ни исплати додаток за храна на работниците што работат ноќе, да ни даваат некои конзерви, паштети, лебови со поминат рок и така натаму, меѓутоа тоа кратко траеше затоа што пријавивме во Агенција за храна и ветерина, бидејќи немаат полициските станици услови за да ги чуваме таквата храна, не можеме да ја чуваме заедно со панцирите и со пушките, и како ќе доаѓаме, нели, да ни даваат моментално таква состојба нема ниту во затворите, а немаше смисла да ги има ни во полициските станици. Тоа е нешто што исто така денеска доброволно се исплаќа од месец септември 2024 година од страна на Министерството за внатрешни работи, што е за секоја пофалба. И моментот е што нашиот синдикат преку тужби го притиска работодавецот да направи математика и да свати дека е неисплатливо да не се исплаќаат правата предвидени во законите и колективните договори. Тоа досега апсолутно добро ни оди. Истото е и со разликата до минимална плата што ја зборуваме. Значи, ние баравме да има зголемување на плати многу пати, меѓутоа за жал Министерството за внатрешни работи, за разлика од сите други сектори, со години беше испуштано. Дури мислам дека имаше еден податок каде што пред заминување на минатата власт тогашниот министер се пофали дека платата на полициските службеници, односно на вработените во Министерството за внатрешни работи, била зголемена за 35%. Меѓутоа 35% да, али за колкав период, кога ќе ги ставиме тие 35% за 7 или за 8 години, а знаеме колку се имаше инфлација и дека нормална стапка на инфлација на годишно ниво е од 3 до 5%, ќе видите дека ние со тие 35% зголемување не сме достигнале ниту стапката на инфлација, а не па по зголемувањето на минималната плата, што на вистина во тој период многу повеќе растеше. Така што очекувам дека полицијата треба да го достигне нивото на кое што било пред неколку години, иако навистина има многу работа, затоа што периодот имаше илјадници тужби што предизвикаа трошоци од некои 20 милиони евра, мислам дека беше и над 20 милиони евра целосниот исход за тоа. Очекуваме да видиме и одговорност за тие луѓе што тоа не го исплаќале, затоа што ако зборуваме дека полициски службеник треба да одговара доколку не сочинил платен налог, а требало да сочини, или не знам, не излегол и не направил нешто, пропуштил да направи нешто што требало да направи, сметаме дека од тие раководни кадри, не зборувам само за министерот, зборувам за сите тие вработени што требало да го советуваат, да направат, да пресметаат, нели, и да исплатат нешто што требало законски да го исплатат, дека треба да има одговорност за тоа што на крајот на денот тие луѓе што ја оштетиле државата, односно буџетската каса за милиони евра и за големи енормни трошоци што ги исплаќавме по судиите и по извршителите. И она што денеска го гледаме и велиме дека Министерството за внатрешни работи се труди нешто да направи, меѓутоа го носи и товарот од сите тие години што сега се уште се во постапки и се уште ги наплаќаме не само побарувањата од вработените, туку и трошоците и за адвокатите, и за извршителите, и судските такси и така натаму. Така. Мораме да позборуваме и околу, нели, условите за работа, можеби кадровскиот потенцијал што рековте дека недостасува, особено кога се зборува, нели, за теренската активност, бидејќи полицијата мора да извршува, нели, и теренски активности и така натаму. Во делот на граничната полиција, капацитетите, условите за работа во пограничните единици, опремата и така натаму, сите оние работи кои што сигурно верувам дека директно до вас имаат одредени забелешки дел од полицајците. Условите за работа се многу значени, затоа што покрај платата тие се исто така фактор кој што директно и го детерминира работниот век на вработените, така што сметам дека таа состојба во моментот воопшто не е на задоволителното ниво. И веќе години наназад, еве јас сега размислувам додека разговараме, јас од кога сум вработен во суштина не сум задолжил комплетна униформа, ако зборуваме само за униформата. Возилата во кои што се возиме главно се базирани на донации што ни ги даваат другите држави за
подобрување токму на граничната полиција, како што ја кажавте, по еден период сите тие, пошто Министерството за внатрешни работи воопшто не набавуваше нови возила, беа земени од граничната полиција како возила веќе обележени на гранична полиција, па беа давани по скопските станици, беа давани по циркулираат низ градот, сме приметиле низ градот, па дури еден период граѓаните забележуваа колкави ингеренции има граничната полиција, како тоа граничната полиција мери на радар. Меѓутоа ни се случуваше една состојба во која што наместо Министерството за внатрешни работи да набавува, а донациите што се за зајакнување на границите да бидат тука, нели, затоа што таа беше целта на сите тие донации, тие ги повлекуваа возилата и ги пуштаа низ градот, да сега се доведеме во ситуација да дури и немаме нови донации во вид на возила, затоа што ни се случуваше тоа што ни се случува. Треба многу да се инвестира, ние како синдикат бараме и нема да се откажеме од барањето во текот на 2025 година да се набави целосно униформа нова на сите полициски службеници. Тоа во моментов се случува за специјалните единици и тоа е за пофалба. Меѓутоа, специјалните единици се само една мала категорија од целото море на Министерството за внатрешни работи и сметаме дека покрај платата униформата е нешто што е најзначајно, таа е лицето на државата, таа е нешто што го тера полицискиот службеник да се чувствува како полицаец, затоа што вие не можете да се чувствувате како полициски службеник доколку немате униформа. Не можете да очекувате од страна на граѓаните дека ќе ве сметаат и ќе ве почитуваат како полициски службеник кога вие немате никаква униформа или имате некаква комбинација од униформа купена од продавници, купена од некои конфекции, купена од некои пензионирани колеги или дадена на поклон ако колегата е подобар, нели, па вие отстапи, затоа што ние знаевме дека во изминатиот период не само што на тој начин се наоѓаше полициска униформа, туку бевме и предмет на подсмев затоа што на реклама 5, веројатно и уште, ако пишете полициска униформа ќе видите дека се продава полициска јакна, полициска панталони, полициски чизми, што е апсолутно недозволиво и не треба да се доведеме во таа ситуација. Ние буквално нашите колеги кога одат да соработуваат со полициите од другите држави, од Балканот и од Европа, буквално просат за да можат да земат некоја парче униформа, да тука го носат, нели, и да се чувствуваат како полицајци. Тоа е една голема импровизација што мислам дека не треба да се дозволи и треба на ова поле сериозно да се размисли и да се инвестира еднаш за секогаш веќе да полицијата земе и заличи на полиција, а понатаму во континуитет, нели, сето тоа да се обновува. Каква е состојбата ја споменавме граничната полиција, меѓутоа на полициските станици кои што се под гранична полиција? Состојбата во граничната полиција вклучително и возниот парк, да, кога го споменуваме сега состојбата и во граничната полиција и во полицијата генерално е многу поделена. Ние имаме гранични полициски станици и полициски станици од општа надлежност што се навистина реновирани, се нови, условите за работа се пристојни, дури има и бројка на полициски службеници, не само што е по систематизација, туку дури и над систематизацијата, меѓутоа тоа не е случај секаде. И имаме од друга страна полициски службеници, полициски станици каде што се во субстандардни услови со број на полициски службеници што едва се отклучува и се заклучува полициската станица и сметаме дека тоа не треба да се дозволи и дека треба да се направи правилно распоредување на полициските службеници и правилна поделба и на донациите и на инвестициите, затоа што тоа е нешто што највеќе го револтира полицаецот, таа нееднакво затоа што ние не работиме во друга институција, ние не работиме во друга фирма, едноставно тоа што го имаме треба да го поделиме на сите, па како така да функционираме, меѓутоа за да одиме напред треба еднаш да го признаеме проблемот, да го прифатиме проблемот и да сватиме дека полициската работа е многу неблагодарна и во неа треба многу да се инвестира, затоа што не треба да се штеди на безбедноста и граѓаните треба да ги разберат полициските службеници во каква состојба се наоѓаат. Да, тоа е едно што они имаат како слика дека полицајците се тие што казнуваат, нели, не се популарни во тој поглед, меѓутоа никој не го гледа дека полицајците се тие што се први на пожари, тие што се први за ковид кризи, тие што се први за обезбедување на утакмици, тие што се први за обезбедување на секакви траси. Сега од страна на полициски службеник да ви кажам колку е пријатно да стоите на раскрсница и да секојдневно ве навредуваат, омаловажуваат, да ве врне дожд, да ве дува ветер по утакмици, да ве остават на траса пред некој тунел на автопат каде што како што ќе
поминуваат камиони, вас ќе ви се лепи прашината по лицето и нема да може да ја измиете со денови, значи тоа е нешто што нема цена. Меѓутоа за ние да ги мотивираме полициските службеници не е тука само платата, туку треба во континуитет да се работи и на обука и на мотивација, затоа што секој пат се даваат лошите примери на оние полициски службеници, а јас најодговорно тврдам дека во полицијата има голем дел, најголем дел честни полициски службеници, што по мене треба да им се оддаде почит, треба да видиме една пофалба како што гледаме и критика, така што како што ги ставаме на тапет тие што направиле некаква злоупотреба, сметам дека и медиумите и Министерството за внатрешни работи треба да обрнат дополнително внимание и да се даде одредена почит на тие луѓе што секојдневно даваат жртва за безбедноста во државата, и тоа го даваат не само мотивирани од финансиски гледан аспект, затоа што голем дел од полициските службеници, особено во специјалните единици, тие се луѓе што се спремни и животот да го дадат за државата, и тие се луѓе што треба да им се даде почит. Нив платата им е значајна, меѓутоа не им е најзначајниот мотив. Тие луѓе влегле во специјалните единици за да бидат специјалци, за да бидат тие луѓе што ќе бидат главни кога е најголемиот ризик. И сега, знаете, ако ние не им овозможиме на нив доволен број на обуки, доволен број на гаѓање, доволен број на спорт, туку ги земеме и ги ставиме да бидат сообраќајци, како што е случај во денес и во минатото, или да постапуваат по некој план по школи во кој што ќе се занимаваат со средношколци, верувајте дека сето тоа влијае на демотивација, да утре кога треба навистина да бидат тука, бидат целосно демотивирани. Така. На протестот имавте поддршка од вашите колеги од Црна Гора и од Србија. Може ли да направиме една компаративна анализа за тоа какви искуства тие ви пренесуваат во однос на овие проблеми актуелни што ги говориме? Какви се нивните и во делот на платите, и во делот на условите за работа, и во делот на униформите во крајна линија? Независниот синдикат на полицијата е дел од Балканската полициска унија, каде што се заедно и Независниот синдикат на полицијата на Република Црна Гора и Синдикатот на српската полиција од Република Србија. Меѓутоа, ние за овој протест добивме поддршка и од многу останати синдикати, добивме поддршка и од Бугарскиот синдикат на Синдикална алијанса сигурност од МВР во Република Бугарија, добивме поддршка и од Синдикатот на полицијата на Словенија, добивме поддршка и од Независниот полициски синдикат, тоа е втор синдикат во рамките на МВР во Република Србија, така што за нашиот домашните проблем... синдикати, дел од домашните синдикати кај нас да не ги забравиме. Не, вака се, кај нас во Министерството за внатрешни работи постојат некаде 8 или 9, мислам дека синдикати, меѓутоа за да се кажете синдикат, по мене треба да имате некоја репрезентативна бројка, не во смисла на законот на тие 20%, меѓутоа во институција која што има 10 или 11.000 вработени, да се кажете синдиката да имате 5 или 30 члена, тоа е едноставно само формата на синдикатот. Меѓутоа, ниту еден од нив не даде поддршка со физичко присуство, ниту еден не дојде за жал, нели, кога веќе вие го начнавте како тема да застане тука со нас, затоа што сметам дека целата таа поделба што ја има околу синдикатите треба да ја нема кога се работи за условите за работа и за платата на полициските службеници. Значи, тука е момент кога сите синдикати, ако се искрени во намерите, треба да застанат заедно и не е битно дали го организира протестот Независниот синдикат на полицијата или било кој друг синдикат или не мора да има никаков назив на тој повик, треба да направиме нешто што ќе бидат за полициските службеници. Меѓутоа, да се вратам на темата и на вашето првично прашање, во делот на условите, за жал, каскаме многу зад сите балкански држави, европските веќе не сакам ни да ги споредувам, затоа што ако некој пат бевме на рамниште да можеме да се споредуваме и да гледаме идоли во европските држави, сега за жал не можеме да гледаме ниту да споредиме вработен во косовската полиција, што знаеме колку години е како држава, да не збориме за Албанија или па за Грција или па за Бугарија, сите се далеку пред нас и со плати и со услови за работа, и треба едно сериозно темпо за да може првин да ги стигнеме, за да може да направиме било каква споредба, затоа што моментално споредбата воопшто не може да се направи. Така, следни активности на синдикатот, рековте дека барањата се испорачени, меѓутоа не побаравте директна средба. Генерално, кои се идните чекори за синдикалните барања да се реализираат до крај? Како што ви кажав, нашиот синдикат не бара средба и не преговара за тоа што ни следува законски. И ние упативме протест со цел да им упатиме јасна порака, исто како што претходно поднесовме преставка. Ние претходно поднесовме преставка против 4 судии од скопските судови до Судскиот совет, затоа и таму заврши
протестот. Тоа се Гордана Билевска и Бесник Авдија од Основниот граѓански суд и Мери Дика и Санде Зиков од Апелациониот суд во Скопје. Преставката ја поднесовме поради тоа што беа на некој работен состанок во Министерството за внатрешни работи, баш на оваа тема околу судските постапки на која што сега говориме, заедно со представници од Државното правобранителство кои го застапува Министерството за внатрешни работи, и сметаме дека судиите како непристрасни воопшто не смеат да си дозволат да седнат со странка во постапката. Замислете сега вие мене да ме тужите, а утре да го видите со мене на состанок или на кафе или било како судијата кој што треба да суди за предметот, и затоа побаравме целосно иземање, така што доколку тоа не се случи, доколку понатаму скопските судови продолжат со таа пракса, ние жестоко ќе реагираме, исто како што ќе реагираме, и тоа веќе го најавивме, тоа ќе биде следната активност на синдикатот со преставки во врска со судењата во неразумен рок. Ние до Врховниот суд ќе поднесеме преставки за сите судии буквално што судат граѓанско право, затоа што ако законот за парнична постапка предвидува дека судските постапки за работни спорови треба да бидат завршени со 6 месеци, нема никаква логика да ние 2 години немаме ниту првостепена пресуда, а да не збориме на потврда на втор степен доколку има жалба. Ние имаме судски предмети што траат и по 4 и по 5 години, па имаме целосно недоразбирање, односно неразбирање од страна на колегите, како тоа 3 години или 4 години не може да се реши некој судски спор, така што нема да дозволиме да судиите калкулираат, тактизираат, па чекаат да заземаат некакви ставови во врска со нашите барања, и тоа ќе биде следната генерална активност на синдикатот. Така, ќе ве следиме, секако ќе имаме многу причини и повод да се разговара, меѓутоа верувам дека следните разговори ќе бидат за многу повеќе реализирани проекти и за унапредување на полициската дејност. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам, и јас, ми беше драго. Почитувани, правиме кратка пауза, но не го менувајте каналот, следуваат минути за следниот разговор, но по кратката пауза се гледаме.